За околу половина метар е намален водостојот на реката Вардар, така што водата постепено се повлекува во поплавените подрачја во населените места во општина Јегуновце. Најкритично беше во селото Раутинце, каде беа поплавени 15 на објекти и речиси целото поле. За земјоделците штетите се огромни, зашто веќе е доцна да ги посеат нивите. Треба време да помине, значи не е целосно повлечена, меѓутоа е полако опаѓа и по дворовите и по нивите. Така се надевамо до најверојатно до утре да би се целосно повлекло. Значи ако задржа временските услови. И отприлика има значи некаде над 150 хектара значи зафатени. Значи тоа е минимално, а сигурно има и повеќе. Мислим и нема шанси да се засади нешто, нема да биде значи да успее родот. Проблемот со поплавите долж течението на Вардар во оваа општина е децениски. Жителите и локалната самоуправа надеж гледаат во помошта од UNDP преку проект за регулација и чистење на речното корито. Во тек е заедно со UNDP поддржано швајцарската амбасада проект каде што ќе има чистење и регулација на река Вардар од 8,5 километри, поаѓајќи од населено место Туденце до под Јегуновце, односно под мостот кој се наоѓа во каменоломот во Јегуновце. Сега е фаза на тендерирање, UNDP го тендерира, се планира да јуни-јули сега заврши тендер, тој е меѓународен тендер кој го спроведува UNDP и негде од август месец да почне тоа чистење регулација на Вардар. И единствено што гледам искрено и ја лично и верувам и граѓаниве надеж дека овој проект финансиран од UNDP ќе успее и тогаш би на некој начин би се решил овие децениски проблем кој го имаат граѓаните во општина Јегуновце. По стабилизација на состојбата, Комисијата за проценка на штети треба да излезе на терен. Од локалната самоуправа побараа помош од државата за обештетување на мештаните кои се погодени од поплавата.